точка. 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 Пријатели мои драги, средечен поздрав. Јас сум Драган Басоточка Костич, информатор, едукатор, забавувач, наратор и ваш пријател без малку половина век. Басоточка, телевизиско шоу, емисија, како сакате наречете, на ТВ24, секоја недела, премиерно и репризно. Ако сте го пропуштили оригиналот, нема да бидете далеко и со плагијатот, односно копијата. Зошто постои оваа телевизиска емисија? Да ја покаже бестраната на луѓето кои ги познаваме како луѓе под естрадните светла, да видиме како изгледаат, како вообичаено и сите ние останатите луѓе надвор од естрадата, да видиме како тие луѓе живеат, како се однесуваат, како тагуваат и како се радуваат. Денес имаме еден интересен гости, но морам да почнем малку подалеку. Докаде? Некаде пред 30 на години, две девојки одат за Австралија. Тоа е време кога не можете баш се да купите, и ако имате можеби пари во поранешна Југославија. Одат двете девојки во Австралија и јас си велам вака. Немој да сте се вратиле. Ако не ми го купите тоа што јас го барам. А барам нешто што е невозможно да се купи во тоа време во Европа. Еден албум на една од најпопуларните тогашни австралијски групи, какви In Excess. Групата Cold Chisel, група која е нешто во рангот во тоа време на Биело дугме. И тие одат тамо, треба да пеат, да настапуваат. И нивниот тапанер, кој од придружната група се таму, кому му кажуваат мора да се вратиме со албум на овие кои не ги знаат девојките како се викат, јас сум напишал. И тапанерот вели, па мене нивниот тапанер ми е пријател. И јас доаѓам до примерокот на албумот кој некој не може да се купи. Се уат од таму и велат, добре, не се кирај, чим се вратиме, имаш ти албум. И се враќаат девојките. Ги чекаат пријатели, родбини на аеродром и треба да до Скопје. И ја ставаат плочата, за да може да ми ја дадат веднаш, позади во автомобил. А убаво време, пукнало сонце во Скопје. А винилна плоча позади, знаете како е задната шофершајбна, како тоа изгледа. После половина час возење од аеродром до овде, таа се претвора во една мека пластика која вака брановито се движи, за среќа ставање на грамафон, таа свири, но јас никогаш нема да заборавам дека тоа е таа плоча донесена тогаш од Австралија и гора ми купиле да не испадне дека само една, ми донеле уште една и на неа стои на Драган, Маријана и Росана. Спроти мене Росана. Добар ти ден. Добар ти ден, Драган, значи подобра најава не сум можела да имам и стварно ми изненади затоа што јас се сеќавам и како, ама не знам дали ти се сеќаваш и апсолутно појма немав дека ти можеш вака да. Па нема да заборавам прво од пријател донесена плоча, а особено од луѓе кои ги почитував. Да, токму така пред толку години. Кумановки. Две. Близначки. Две. Не може тројки се дела близначки. Не сме тројки, две. Кажи, која е постарата? Јас 15 минути, цели 15 минути. Дали Маријана те вика Дадо? Не. Не сте испочитувале, значи хиерархија, нели? Да, за жал не, тука не. Татко ти што работел? Татко ми е воен пензионер во времето кога веќе се растураше бившата Југославија и баш тогаш замина во пензија, нели, регуларно. Мајка ми повеќето во животот беше домакинка. И убавина мајка, бидејќи мајка ти била? Да, мајка ми беше. Бидејќи сум сама, па некако секогаш све ме тера да зборувам во еднина, нели? Беше избрана пред многу години за убавица на Куманово. Требаше се надпреварува надвор од Куманово, нели, на просторот на Македонија. На годината. На годината. Но знаеш како, тоа време беше табу, на некој начин сега да одиш ти на избор на мис или да бидеш, не знам, познат пејач па да патуваш. Дедото не дозволи, така да мама остана само во рамките на бабица на Куманово. И пренесе на ќерките подоцна. Па добро, ја не би рекла баш дека е така, затоа што јас па секогаш кажувам дека можеби Маријана, ако сме еднојајни близначки, некако повеќе личи на мама, али јас сум Астата. Аста.
А добро, имало ли некој во семејството кој се занимавал со музика? Покојна баба Стојна, значи сите во семејството од страна на мајка ми апсолутно биле добри пејачи и мислам дека баба Стојна има и снимано на времето на Македонско радио, значи пред многу години неколку песни, но ако веќе гледаме така, тогаш и од страната на татко ми биле сите песнопојци. И можеби и тоа некој ген, знаеш. И вие кога двете почнувате пеете во средно или основно школа? Па не, ние рано? почнавме многу рано, да. Ние почнавме суштина првенствено да се занимаваме со музика и наше пеење по тие познати хорови. По Куманово тогаш беа атрактивни, Значи, важни много повеќе, хорови. не само еден. Хорови, да. И тогаш нормално дека многу набрзо не запозна во Куманово, дека постојат две млади девојки, близначки, ај што се близначки, ај што се исти. Ај што се убави. убаво пеат. Не, јас никош не сум кажала за убавина, ама ај што убаво пеат и така натаму. После дојде временски период каде што со Маријана учевме нижа музичка школа во Куманово, Панче Пешев, и таму имаше прекрасни педагози. Инструментот на кој се определи? Клавир, да. Нашата прекрасна професорка Билјана и професор кој што ни беше по солфежи и по теорија, Миодраг Божиновски, наш познат кумановец, кој за жал веќе не е меѓу нас, и всушност така и почна приказната цела. Приказна Маријана и Росана. Имате дома пијано? Да, имавме пијано. Свирете двете? Да, свиревме. Првото свиревме, вежбавме прво за школа тоа што треба, но апсолутно си ги свиревме песните кои што во тоа време беа и tekako популарни, ние си ги сакавме и во дует ги пеевме. Значи сите песни Неда Украден, Мери Цетинич, Тереза Кесовија, така натаму, тоа е тоа време. Мики Евремович, Кемал Монтено. Мичо имал пријатели, како педагоги, како музичар имал пријатели. Еден од пријателите е човек кој ќе почне да зборува за вас со Скопје. Па да, еден од пријателите, Мичо хонорарно работеше, ми се чини тогаш, за Македонската радио телевизија, поточно Македонското радио, и сосема случајно има поразговарано тогаш со Димитар Чемков од Македонското радио, укажувајќи му, Инаку патем басист, клавиатурист во да, така Бизбез. познат, да. Дека И тапанер. дека има две близначки кои што фантастично пеат и кои што се доста атрактивни и интересни и дека мора да се слушнат. Кога да дојдеме, кој да не слушне, како да не слушне, фактички да се направи една од затворен тип аудиција, па да видат кои се тие толку близначките Маријана и Росана што одлично пеат, одлично изгледат, атрактивни, млади и така натаму и така натаму. И повторно ќе кажам, тука почнува приказната. И ве викаат на аудиција. Да, не викат на аудиција. Што пеевте на аудицијата? Па прво таму беа присутни доста голем број на композитори на познати имиња, меѓу кои Славе Димитров, Александар Джамбазов, Димитар Масевски. Колку години имате тогаш вие две? Па негде 16 и по 17 години, така и почнавме. И нормално кога стигнавме таму во таа соба каде што имаше пијано и сите они околу нас и ние бевме малку избезумени сега. Така чудно се чувствував и јас тогаш, Сите некако намаргодени лица, нели, сега, леле, кај сериозни. што дојдовме, како да дојде, како да сме дошли на некој испит, што ќе биде, како ќе биде, нормално седна, не се сеќам кој на клавир, идеме код типот мислам, Обични вокални солфежи, апсолутно. И се јас со Маријана пееме така и они вака прават со очи нешто превртуват и Маријана беше малку повицкаста и им кажа, може ли ние да седнеме на клавир? И нешто ние да ви спееме што ние сакаме, што си го пееме и дома и така натаму, па чисто да слушнете такво нешто. Па може, нема проблем, зар вие свирите? Да, Маријана седна, ја да не. И почнавме. Неда Украден, Тереза, они беа фрапирани, они беа одушевени. Тоа беше помина во една журка општа на крај на некој начин. И што сега понатаму? Ни беше кажано дека апсолутно некој од нив ќе се завземе за нас и дека во многу краток временски период ќе добиеме песна и ќе бидеме изненадени каде ќе бидеме, каде ќе настапиме ние всушност. Ни на крај на умот што би можело да се случи? Затоа што ние дојдовме дома, мама и тато доста долго време не носеа за Скопје, затоа што уште не бевме полнолетни, нели? И добро, и дома сите бевме одушевени, како сме поминале, што сме поминале, какви позитивни Не се коментари. фалевте на училиште, нели? Не. Прво, не се фалевме, може би заради тоа што Драган, ние сме навистина воспитани да бидеме страшно скромни во животот и нема потреба од фалби, јер нас веќе кумановци не знае.
не знаеа, веќе знаеа дека наступуваме подредени приредби, хорови, дека освојуваме први награди, дека сме добри, дека сме успешни на тоа поле. И ние чекавме. Нема сега ни напред ни назад и сега ќе видиме што ќе се случи. Значи, знам дека беше многу кратко време. Пардон, за тоа кратко време дојде кај нас, зазвонија на врата маестро Димитар Масевски и Шиндо, познат организатор телевизија, да, со години после тоа мислам сме соработувале и прекрасни зборови за едниот и за другиот. Дојде кај нас Масе и да ни понуди песна. Седна на клавир, прво ние испеа еднаш, ние видовме дека песната и не е баш така лесна. Одма ја свативме, нели, повежбавме неколку пати, ни објасни на што треба да обрнеме внимание и ни рече дека ќе вежбаме тие денови дома, дека он за краток временски период повторно ќе дојде кај нас и дека со таа песна ќе одиме право па на избор на Евровизија во Љубљана. И ние бевме фрапирани, бевме изненадени, ние сами, просто не знаевме, не можевме ни да сватиме дали е тоа можно, дали тоа на нас ни се случува. Родителите исто беа фрапирани, нели, во позитивна смисла. После тоа дојде уште неколку пати Масе кај нас дома, вежбавме, ја навежбавме убаво песната. Дојдовме во студио, ја снимивме, онака баш безпрекорно, молчи, молчи. О, молчи, молчи се, јасно знам, ти ме ми скриваш и љубовта, и јас ќе молчам такove, овој час. За чувства истина се меѓу нас, во овој простор многу има зло. Молчи, молчи такove, овој час. Тогаш во тогашна Југославија, тогашни простори, значи секоја република од цела бивша Југославија испраќаше по двајца представници на избор на Евровизија, од кои што едни представници бевме јас и Маријана со Молчи молчи, а втората беше наша Маја Оџаклиевска со чинам дека беше Лиду Лидото. Григор Кобев. Да, и сега ние прв пат се качуваме во авион. Прв пат се соочуваме со една трема, со една вознемиреност, возбуденост. Онда следува оној период каде што трчаат родителите, тетка ми Вилета, креаторка, која што со години после тоа и соработувавме за гардероба, бутик инвента и така натаму и трчаме гардероби, едно менување за сцена, за предфинална, финална вечер, за коктейли и така натаму. Тоа беше една општа трка. А таму ве чекаат еден куп пејачки зверки на она време. А таму не чекаат сите познати имиња и ние, да не кажам како паднати од Марс. Стравот од авионот помина, буквално и Александар Џамбазов и Масе и сите што беа со нас не гледа како своји деца. Не ни дозволуваа да седиме на коктели после пробите, затоа што они седат касно, да, а ние моравме у кревет, нели, за да бидеме способни утре наспани, одморени за нова проба. И да бидам искрена, прв пат во животот и те како не забележа таму во Љубљана. Од новинари, од новинарски екипи, од телевизиски куки, од пејачи и така натаму. И сите има едно фантастично мислење за нас, и ние фантастично и поминавме. Мислам дека таа година ја победија Аски со Хало Хало, иако се сеќам дека и тогаш имаше некои зборувања од типот... Нати дај ми грешки во гласање, од типот кујна, со многу зачини, па повеќе сол ставиш него шекер и така натаму се разбира. Ова не е сол и шекер, ова е нешто што верувам дека ќе ти се допадне. Подарок е од нашите пријатели од Тиквеш. Едно прекрасно вино, special selection, кабарет фанк. Види, ова е вранец до душе. Значи со твој лик. Значи ова ќе биде подобро да испи го ти слободно и со пријателите, но секогаш прави се дека е полно и држи го да може се види. Значи изненадувањето со кое ја почна емисијата со тие плочи кои што знам како сме ги барале и како сме ги донеле и како сме се нервирале кога едната се искриви од топлото. Значи изненадувањето огромно со етикета и мое
моја слика на ова е нешто што на вистина нема ти го Да, заборавам нека тоа сопруг и ќе и не е каже, фер што нека на време не биде драга ни мене. не ми го кажа ова Да. за да знам како да се однесувам. Никако Ме се фати однесуваш, неспремна. не, се однесуваш А ја сама обичам сакам да сум природно, спремна. Ова ли само пази да не се скрши, Не, не. ево, вака и сега. Ти благодарам. Сега ова што го пиеме е Special Selection Cabernet Franc, да иде полесно, а патем и додека ние го пробаме виново, на здравие, да видиме што друго има да ни порачаат нашите пријатели кои се спонзори, поддржувачи на Басоточка. Пријатели мои драги, назад, а впрочем не сме отишле и никаде напред, тука сме во студиото на Басоточка. Спроти мене Росана и раснете, редите една лепеза песни кои се популарни во она време исклучително, што покажуваат и некои денешни времења кога се снимаат кавер верзии, Да. што е просто Обработки. прво е драгоцено како документ, второ е за секој кој ги изведувал оригиналите и тоа како значајно важно, бидејќи потсетува дека неговото минато не е само негово, туку и на многу други. Така. И по таква една низа песни правите семејства. Се мажите, веќе не сте девојчиња. Да. Веќе сте возрастни девојки. Да, токму Доаѓа така. време за семејство. Прва се омажи Маријана, се омажи за човек познат на наши простори, композитор. Еден од најдобрите, најплодните композитори, тоа можам слободно да го кажам, и тоа со гордост да го кажам. Па за мене да не кажам, може би нема подобар. Тоде Новачевски и тука почнува една нова соработка со еден ист композитор. Композитор кој што, впрочем, не беше запознал и не само како пеачи, и што стил би ни одговарал како пеачи, туку едноставно и вака приватно, а да не кажам со сестра ми и интимно, нели? И почнуваат настапи. Тебе ти е зет. Да, да. Почнуваат настапи, почнуваат фантастични фестивали. Но сосема друг тренд е ова, веќе зборуваш за сосема друг тренд. Влегувате Да. во фолк води. Да, да. Значи, почнуваме со Едно срце имам душа. Значи, тоа е песна на Тодор Вачевски. Jedno srce imam dušo, srce vljubeno, od tebe mi čuka bije ko izgubljeno. Jedno srce imam dušo, srce skršeno, nema ne veri da trpi sve je svršeno. Едно срце имам душа не е класичен народњак. Тоа е една елегична, убава песна, нешто што може да се стави на некој начин да се сврста во и забавно и народно. Со Едно срце имам душа фантастични овации имавме, земавме ми се чини награда од жири, интерпретација, така натаму и така натаму. И тогаш добивме страшно голем број на позитивни критики од луѓе кои што и како значат, нели, на тоа музичко небо, дека подеднакво добри сме и во пеењето на забавната песна и во пеењето на народната песна. Можеби заради тоа што ние не сме почнале со Маријана да пееме народно и не сме никогаш имале од оние познати во светот на музиката знаат зашто зборувам, трилери кои што се специфични само за народна музика. Не напротив, ние не сме ги имале тие трилери и затоа сме пееле одеднакво добро. Сметам, а тоа и се докажа после со тек на години, и забавна музика и народна музика. Ти се мажиш исто така. Да, јас се омажив после Маријана, се омажив за актер Георги Тодоровски, под надимок Трупче, сите го знаат како Трупче, да. Некој Тавче, некој Трупче од одредени серии, филмови што има снимано. Да, едно од сериите беше Војници, Да, каде со што Ѓорѓе беше Балашевич. готвач Да. со Так, Ѓорѓе Балашевич. так. Дома готви? Готви врвен кулинарија, само што знае да забушава. Во која смисла? Не можам денеска. Не можам утре ќе денеска, готвам. ајде денеска ти превземи, ако ината и така натаму. Јас сакам ти покажам нешто што не веројатно знам дека тоа беа можеби единствени фотографии тогаш направени. Ова е некаде почеток на 90-ти години. Имаше една телевизиска емисија Ноќ со ѕвездите на телевизија Тера во Битола
И јас сакам да покажам, да видат гледачите. Ова е, например, да почнувам од овде нарочно. Ова е нашиот актер, легендарен Џумерко. Џумерко. И тоа сум јас овде, што не е толку битно. На оваа фотографија Џумерко, јас и Росана. Ние бевме во некое финално издание на емисијата, според според гласови на гледачи, од не знам колку емисии, четворица кои беа најпопуларни ликови во тоа време. И сега Колку сме ми овде, биле млади и убави. и сега овде има една слика на која е... Која е ова? Не можам да видам од јас ќе ти овдека, кажам дефинитивно. Добро, Џаро, Џумерко, јас, водителот, Благица Павловска. Не Ова си можам ти? од овдека. Да, тоа сум јас, тоа веќе И овде има едно девојче. Тоа девојче мислам дека е, ако не се лажам, не ме предупреди пред емисијата дека треба Ова да ти е ставам ќерка? очила, нели? Ова е керка ми Ивана, да. Да, керка. ќерка ти. Керка ми Ивана. Ова е, значи, има овде неколку... Па би рекла од околу 2-3 години. Добро. Кажи ми, како се вика? Ивана. Ивана се вика. А уште нешто, би сакал да те прашам, таа има колку години сега? Таа наполни сега во август 28 години и за прв пат стана мајка и јас и мојот Си сопруг баба? станавме баба и дедо и имаме прекрасно внуче кое се Машко, вика Ноа, Машко и веќе наполни 4 месеци. Еди, Наша гордост. И керката и внучето нормално. добро, јас би сакал сега нешто да ти покажам. Ти кажеш здраво, баба? Речи здраво, баба. Ние дојдовме да те изненадиме. Злато. Ни дадоа 2-3 минути да кажеме нешто за тебе. Ма речи 2-3 минути е премногу кратко време да се опише Росана. Размислував дали да кажеме некаква анекдота, меѓутоа кога живеете во семејство како што е нашето, анекдоти се дел од секојдневието. Секако требаше да одбереме нешто што ќе биде интересно и за публиката, а да не биде дел од некоја подлабока и по долга приказна. Би сакала да кажам дека баба е одличен возач, ги руши стереотипите за нели она жените не знаат да возат. И со оглед на тоа би сакала дури да пропатува до Австралија ако може во автомобил, затоа што има голем страф од авиони. Токму така. Другиот страф на баба е се бродовите. Анекдота поврзана со бродовите имаме која што се повторува секоја година кога одиме заедно на одмор. Се започна на пат кон островот Тасос во Грција, кога започна да се движи бродот, имаше голема бучава и јас и татко ми почнавме да се шегуваме дека ете бродот гребе и тоне и нормално затоа што мама има огромен страф, се залепи директно до чамците за спасување, ме грабна за рака и не ме пушти да се одвојам од неа, се додека да стигнеме. Единствениот начин на кој што ние можеме да патуваме е најчесто со автомобил и тоа ако вози баба. Што се однесува на незината најголема радост, нели малку да кажеме и за убавите работи, не само за стравови, еве го Ноа, кој што моментално и причинува најголема среќа. На Ноа баба му е најголем другар и му ги исполнува сите хирови, му ги исполнува сите кејфови. Се дружат заедно, се чуваат, се банкаат, гугат, зборуваат и се што една баба и внук прават. Би кажале уште еднаш поздрав баба. Се надевам дека ќе се изненадиш. Ова е ексклузивно прв пат Ноа да се појави на телевизија. И уживајте во остатокот од емисијата и се гледаме подоцна. Ćao! Беше изненадувачки, нели? Не очекуваше дека ќе видиш, ако ништо повеќе... Не се договоривме вакви шокови. А, не, приредуваш. ово не е дел од договор, ово е дел од програмата. Да, ама пак некој изненадување, гарант. Не, ово е пријатно изненадување, награда од БС точка емисијата, нешто што ќе ти држи спомени со години, веројатно ќе ти се допадне ова како наш подарок. Леле. На баба Сонце. Леле, Драган. Добра? Ајде одиме сега натаму, доста стоиме место. Да те прашам, почуваш самостојна Ти кариера? благодарам.
Има и друго убави нешто, слободно стави ја покрај себе. Јас само чекам да видам кога Nije ќе... strah da ne mi se... Не, нема ништо да и биде, не се секирај. Овде е све внимателно подготвено и спланирано да не се случи ништо такво. Почнуваш да пееш самостојно. Која ти е прва самостојна песна? Прво, кога требав прв пат сама да настапам, имав ненормално голема трема, бев премногу вознемирена, бев премногу уплашена, затоа што не знаев како публиката едноставно ќе ме прифати мене сега сама. Секој си имала како покрај солиста. себе, нели? Секој сум имала една половина лево, во која десно, што не е сме битно имале која. заедничка сигурност, нели? И мое прво појавување без Маријана, тоа за мене беше просто и трагедија, нели? Извини, само нешто, јас сум љубовитен човек. Ме интересира, секогаш сум се прашувал, дали сте кога сте излегувале на сцена, сте знаеле која на која страна стои? Дали било вообичаено? Никогаш не сме се договарале, но тоа било некако така спонтано и многу исти работи во исто време сме правеле. Може би се должи на она Ти како близнаци. полузасната одеше десно? Да, секогаш повеќето сум била Прво десно, излегуваш, али нели? да, ама ете така некако се поставија работите без претходно некој договор, нели, со Маријана. И значи мојот прв настап беше со испратена песна од Австралија од прекрасниот Тоде Новачевски, "Свири ми брате цигане". Тоа беше мој прв солистички настап и право оп на цветници. Со таа песна јас ги Со тебе беше одушевив. кој ја свиреше обично? Свири ми цигане со мене во тандем беше препознатливиот еден од најдобрите, нели? Нема потреба да не знам уште кои епитети да кажам за него, Ферус Мустафов. И бевме откритие со таа песна на некој начин. Значи, овации зад нас, значи признанија, награди, совршенство со еден збор. Нешто што навистина можеби и тој настап, и тоа совршенство за кој секој тежни, како човек, за да бидеме реални искрени, можеби тоа ми даде некој храброст и некој елан да јас продолжам сама понатаму како солиста. Zato sviri za mene, sviri mi brate cigane, zakrivo malku vreme dok mi do malku srce do. Zato sviri za mene, sviri mi brate cigane, sviri bar malku pesna da mi ja stopli Прашувам, како Маријана и Росана, немате ништо што е дискографски, фактографија, За жал. документ, не постои. За жал. Освен снимките кои За жал. постојат во МРТВ, нели да Токму кажем. така, тоа се обично све снимки од фестивалските изданија, нели? Тогаш нешто премногу и не се снимаше на носач на звук. Ако немаш дискографски договор со некој дискографски куќа од надвор од Македонија. Понатаму, да, од надвор Македонија. Тогаш веќе се уште беше непојмла именка. Но самостојно почнуваш да издаваш, имаш самостојно Да, издание. самостојно имав издание со голем број на песни, повторно, во тандем и од вештите раце на композиторот Тоде Новачевски. Ја издадов првата солистичка касета, тогаш беа касети, под наслов "Сложно македонци". И тогаш направив и два солистички концерти во еден ист ден, за кои што солистички концерти, верувај, се бараше карта повеќе. Дури тогаш сватив дека публиката на вистина страшно многу ме почитува, ме сака и го препознава она што го работам и едноставно ми дава сила, ми дава храброст. Да те Продолжам надополнам само и како понатаму. фактографија, дека и покрај тоа што барав слични примери, ретки се такви, ако не единствениот, дека некој успел во универзална сала од домашни изведувачи да продаде два концерта и од тоа што биле во исти ден и дури еден за друг, од 6 до 8. Од 6 до 8 и од 8,5 понатаму и тоа беше нешто вау, треба да се доживее. Дали и после тоа си имала повторно уште некој самостоен концерт после тие два успешни? Не. Зошто? Сум пеела на доста концерти од типот хуманитарни, вакви, такви фестивали, тоа е нешто Самостоен? сосема друго. А самостоен не. Можеби заради тоа што беше многу тешко да се организира такво нешто.
Јас се сеќавам и тогаш на мојот солистички концерт. Беа потребни премногу голем број на спонзори кои што јас ги имав тогаш. Апсолутно немав никаков проблем, нели, да дојдам до нив. Зошто се разочаруваш? Наеднаш велиш, Па се разочарувам се затоа помогу што ќе настапувам. Па има многу причини, Драгана. Знаеш зашто? Затоа што сведоци бевме сите. Ја не знам зашто до сега немало просто некоја дебата од типот музичка дебата на наши простори. Како што имаме секој ден политички дебати од кои што сме веќе преморени дефинитивно, па да си го кажеме секој својот став. Знаете, опасна работа е кога ќе ставите начело уметнички директор на некој фестивал, али само за таа година, нели? Да ти каже покрај тој огромен багаж што го имаш зад себе и да ти каже па не можеш ти да настапуваш. Прашувам зошто? Јас така сакам. Значи, сум имала такви небулози, мислам нивни небулози, не мои. Онда опасна работа е кога сме имале новинари кои што многу поинтересно и посвето им било во нивната професија да кажат и да напишат напис после фестивал. Дека во третиот ред, таму некаде длабоко, седел некој со продорно плави очи. А тоа што Росана пее фантастична песна за мајка и што има фантастичен настап и што е прифатена од публиката и што е во секој поглед врвен професионалец и топ, тоа не е важно, не е битно. Може би јас во животот не сум сватила, па ни јас ни Маријана, заради тоа што сме така и воспитани на крај крајава. Тоа време било тако и јас сум горда на тоа воспитување. Јас и сопругот се трудевме така да ја воспитаме и нашата ќерка и сум презадоволна дефинитивно. Тоа време се уште доблестите во животот на човекот и врлините беа скромност, почитување, поштење. Ако не можеш да помогнеш, немој да одмогнеш. Јас сум така растела. Никогаш не сум се додворувала на никого, ниту пак и ден денеска тоа го правам. Ни по која цена. Морам да докажам само уште нешто кое ми лежи на срце. Тоа не може да го прескочам. А тоа е многу луѓе, па до сега скоро можеби, не знае дека ние имавме братче, јас и Маријана. За жал не е повеќе меѓу нас, нели тоа е наша тага и болка, наша семена тага. Како и да е, не сакав на ова да се навраќам, пошто боли, нели? Али сакав да кажам дека беше помлад од нас 7 години, дека беше фантастичен музичар, дека беше одличен инструменталист, свиреше фантастично и синтесайзер, и гитара, и беше фантастичен другар и заедно настапува. А во тоа време со Ристе, Маријан од Синтези, со они многу добре се знаат. Александар Принц, нашиот познат, нели? Беше многу добар другар со мојот брат Мирослав. Мојот брат Мирослав му покажа многу работи во животот. Фактички, Александар Принц е едно прекрасно створење кое што не еднаш има кажано и потенцирано дека научил многу од нашиот брат. Чекај, запри тука. Јас таа приказна за брати и собрати ќе раскажеме на еден поинаков начин. Во меѓувреме, иако знаеш многу работи сама за себе, сигурно не ги забораваш. Има и други луѓе кои прибирале разни настани факти за тебе. И сакаме во една рубрика, која се вика Дали сте знаеле, која е спонзорирана од Diners Club Македонија, да ја видиш, да чуеш за себе некои работи кои можеби и си ги заборавила. БС. Дали сте знаеле со Diners Club Македонија. Дали знаете дека Росана и сестра им Маријана родени се на 14 декември 1964 во Сплит, како еднојајчани близначки, со тоа што Росана е постара 15 минути. Дали знаете дека Росана секогаш излегувала прва на сцена и застанувала секогаш десно? Дали знаете дека мајка ѝ била убавица на Куманово во 1962? Дали знаете дека Росана е една од ретките македонски пејачки која 2 пати ја распродала универзална сала за во исти ден? Иако е помлада, во заедничкото име на сестринскиот тандем, Маријана е прво спомната.
Во 1982 Маријана и Росана ја представуваат Македонија на Југовизија. Победуваат Аски. Вториот македонски представник Маја Джаклиевска е втора, а тие две 12. Дали сте знаеле дека со Diners Club картичката можете да плаќате на рати по ваш избор? Дали сте знаеле дека со Diners Club картичката можете да купите домаќинско осигурување за 1 денар првата година? Дали сте знаеле дека со Diners Club картичката можете да добиете ексклузивни попусти по продажни места? Дали сте знаеле дека Diners Club секоја година ви го честита вашиот роден ден? БС. Дали сте знаеле со Diners Club Македонија? БС. На ТВ24 доказ дека без добрите луѓе и посветени луѓе кои ги помагаат ваквите програми не можат да напредуваат и работат посветени луѓе. Денес спроти мене Росана. Спомнавме брат ти Мирослав, една песна чии автор е Тоде Новачевски. Гледам дека си добро расположена, јас сакам да те расположам уште повеќе. Супер. И сакам нешто да ти... Јас само би сакала да кажам дека се гордам. И тоа многу се гордам со тебе, Росана. Затоа што ти си една прекрасна личност. Прекрасна персона. Ти си подобро од мене. Личност секогаш исполнета со љубов. И секогаш и секаде. Веруваш во луѓето и помагаш. Те поздравувам. И те сакам многу. Те бакнувам, сестро моја. Ти ги пренесувам нашите желби за вашето здравје. Љубов, трпеливост. И да ја вратиш таа насмевка на твоето лице. Премногу убави песни. Премногу убави зборови. За период од 25-30 години. Меѓутоа, има една песна која мене и тебе не спојува многу. И сега, насмевка на лице. Ти кажа насмевка на лице. Скопје Фест 96-та, гледај го тој натаму. Ќе тече. Автор на песната е Тоде Новачевски. Песната која се вика Надежи и која се е пела со брате Мирослав, но никогаш со Маријана. Мислам, во оригиналната варијанта. Дали би можела да отпееш? Заедно со неа. Пробај. Да те испејам сета болка своја, како суза да ја слејам меѓу толку рани, меѓу горчини, меѓу пусни желби. Искра надеж си ми само ти. Одлетай песна моја, моја гулавице, обарај ведро небо за мојот бол на срце. Одлетай песна моја, таму зад облаци, погледни долу, види, има ли надежи. Тоа е тоа. Надежи до сите вас за секое добро, за подобро утре. А до некоја следна прилика, поздрав до сите вас. Таа наша чудесна, прекрасна Македонија. Моја и ваша.
Те сакам, сестро, и чувај се. Поздрав до мама и тато. Поздрав до зетот, Ѓорѓија. Поздрав до Иванче, Джеймс. И тоа наше мало, прво срцулетце внуче, Нова. Ве поздравувам Драган Би со точка, Костич, Александар Мителски. И благодарам за оваа шанса. Ве сака сите, Маријан. Мое се. Јас се надам дека Шок до покрај шок. сите емоции кои беа вложени во ова, Шок до шок. успеавме да се излечеме. не се договоривме вакви шокови да ми Не, приредуваш бре, ова се и да испадне вообичаени јас да нешто во плачам Бесоточка. цела емисија. Па добро, ќе не расплачеш и нас другите заради една емотивна состојба на разделени луѓе, што е вообичаена во Македонија. Толку многу не има разделени ни светот, така што е само една од многуте приказни, за тебе трогателна и за нас кои учествувавме во сето ова. И јас мислам дека прво треба ти дадам некакви подароци плюс, за да можеме да се излечеме и понатаму да дотераме емисијата до крај со помал наплив на емоции. Алкалоид знае дека ова ќе супер. не смири после ваква ситуација, алкалоид ќе не Врвни смири. најдобри, со дефинитивно. комплет подароци за тебе и уште нешто Браво. друго интересно. Супер. Јас реков дека Благодарам. пиеме Special Selection кабаре, Франк, фантастичен, но јас постојано носам, јас сум човек кој мора да работи со време и за време и носам еден многу интересен часовник, бидејќи е така дизајниран, он делува можеби и има женска варијанта. Не, он баш е елегантен. елегантен, нели? Фантастично елегантен. Лонжин евиденца. Ова е еден посебен часовник со еден неверојатен дизајн, инспириран од 20-тите години. Значи, минатото сепак има нешто убаво во себе што трае и Мојата денес. сестра Маријана има потполно исти ваков сат, али женска варијанта. Ете, видиш, баш ми е драго. И нашиот пријател Божиновски, кај кого овие часовници Верувам и знам. има и вредат, Да, има верувам. подарок за тебе. Ние обично велиме за диамант, и повели ова е мал диамант, вистински. Ти верували или не, кој е направен специјално. Тоа е ситен диамант, но мощно е вреден, бидејќи се дава од срце и подарок од нашиот пријател. Совршенство. Браво. Значи, тоа Браво за успеавме да го Божиновски. направиме без многу маки. Браво за Дали може да сите. слушнеме што имаме од спонзорите уште, имаме сигурно убави пораки, а ја и ти да здивнеме, нели? Да. Заслужив. Токму така, да. Во Бесоточка денес Росана. Помина главното, емотивно се испразнивме сите, и ти и јас и целиот тим овде. И имаше зошто навистина беше и возбудливо, и трогателно, и убаво, и полезно за сите нас. Во еден миг ти велиш, недоста ми е. Лута сум на ова. Се обидуваш да најдеш некој нов пат. Се вработуваш за прв пат. Фирмата се викаше Евротрейд. и таму работеше во администрација. Во комерција, добри 11,5 години. 11,5 години. Научив многу. Да, на кој се доаѓа од почеток, доаѓа до крај. Фирмата престанува да постои. Така, и за што жал, правиш? престанува да постои и јас се наоѓам во една ситуација каде што едноставно не можам да седам дома. Ќерката веќе возрастна. Апсолутно, мојата ќерка е голема, нашата ќерка, пардон, е голема. За многу работи веќе не сме и потребни, посебно јас како мајка. Што правам сега? Значи, настапите, снимањата, сето тоа беше во подоснежните часови. Јас преку ден не можам да седам и да гледам во облаци или во плафон, нели? И јас сакав да продолжам да работам повторно нешто. Може би моја грешка е. Може би. Се прашувам и ден денеска, но може би не. Храбро влегов во тимот на Стружанка, да, и останав таму добри 5 години. И беше многу интересно, затоа што имаше секакви кажувања, раскажувања, негодувања, позитивности, значи разни коментари
од луѓето, меѓу кои дефинитивно, и немам зошто да лажам, беа повеќето коментари браво, храброст од Орсана, да од една звезда кај нас, колку звезди постојат, нели? Влезе на работно место као продавач. Јас не гледам нешто лошо во тоа ниту пак гледав. И понатаму, моите работни обврски си ги исполнував онака ревносно, добро, коректно, поштено и крајно професионално. Имаш ли погледи на луѓе кои што од почетокот да. И то погледи, Зарем е можно и то погледи од типот да, ама не требавте баш денеска мене да ме фатите на скриена камера, затоа што од почетокот никој не веруваше. Мислеше дека тоа скриена камера затоа што во Дуќанот нели имавме камери. Јас им кажав дека апсолутно не е никаква скриена камера, дека е вистина, дека сум тука вработена и дека апсолутно не гледам во што е проблемот. Пееше ли во меѓувреме? Се уште пеев, да. И тој временски период пеев, но со многу помал интензитет. И после 5 години од заминување на овај стружанка, добив една фантастична можност и шанса да бидам дел од тимот на култура во светот на книгите. И конечно, мислам дека и тука и се пронедов. Дефинитивно после толку време. И дефинитивно нема поубава од книга. Дефинитивно има многу читатели. Луѓето ме гледаат сега од оваа перспектива и сега добивам други коментари. А е многу непријатно и многу неблагодарно да ти ниту пак можеш да успееш у било кој случај, да ти на секого му објасниш дека и баш не е така секогаш, не? Да, тоа е без точка, па доаѓаат луѓето и си ја кажуваат својата вистина. Сватив, многу сватив. И кога бев во тимот на стружанка и еве сега сум овдека, многу луѓе доаѓаа заради мене, заради моето име, заради мојата приемчливост, заради мојата позитивност, искреност и така натаму, љубезност, нели се тоа елементи кои што и како треба да ги поседува прво човек како човек, а после и нормално на работното место. Ако фрлиш поглед назад од сегашноста и те вратам назад, велиш 30 години, не памтиш времиња, да, но памтиш времето каде во младоста си морала на некој начин да се забавуваш, а не да забавуваш само други. Каде си одела? Дали заедно со сестра ти? Дали е тоа некое посебно друштво? Како си се облекувала? Види, за живо чудо, јас и Маријана приватно вака со друштво никад ретко сме биле заедно. Јас сум имала секогаш едно друштво, он имала сосема друго друштво, али пак некаде сме се наоѓале заедно. Јас паметам дека бидејќи економски техничар, учев за економски техничар и тогаш морално беше да по еден месец во летен временски период одиме на пракса некаде во некоја фирма. Јас овдека доаѓав во Скопје, кај мојата тетка Зорица и кај покоен тетин Ташко, кај нив престојував еден месец и тука. Одев на пракса, буквално како едно работно време, нели? Како нормално работно време. Бев презадоволна затоа што се трудев и се однесував како да сум баш она редовно вработена, иако бев релативно млада, нели? Но апсолутно имаше време и за забава, и за дружење, имав одлични другарки тука и од местото Кисела вода, каде што живееше и живее тетка ми, па до едни други другарки и нашето излегување со нашата тогашна балерина Лидија и незината група, заборавив како се викаше. Често се дружевме и секаде одевме и на настапи приватно. Често се дружевме со Бонтон, со Дарио, да, и со Клапата, да, прекрасно друштво, прекрасни другари. Еден прекрасен живот, еден живот со насмевка, со живост во себе, нешто што денеска за жал го нема и не постои. Јас кога доаѓав ти во турист, ние премногу бевме задоволни од турист, затоа што баш таму беше еден дефинитивно успешен и најдобар и тоа време. Не знам дали го знаеш, мислам дека се викаше Драган Басоточка Костич. Сум се запознал со него еднаш. Да, мислам дека можда вреди да се запознае човек со него, веруј ми, нема да изгуби, може само да добие еден голем искрен пријател и еден многу вреден човек, нели? Посебно во својата професија, веруј ми, вака приватно, пошто се знаеме веќе со години. Значи, нашето излегување со друштво, односно моето, беше во турист и кермес.
Јас тоа време се сеќавам, ги гледав во Кереме Ставче Гравче, Смилја, Драган Вучич. Онда во Куманово кога доаѓаше Драган Мјалковски, ние паѓавме у несвест по Драган Мјалковски. За после многу кратко време да станеме колеги и така натаму и така натаму. Да делите сцена. Да. И тоа е он еден убав период што го паметам многу. Велиш Тоа дека си време. сега задоволна, среќна, успешна, исполнета со работата која ја работиш. Токму така. Лично како човек кој те познава со години, можам да кажам дека сум ти пријател. Можеш Верувам слободно. го чувствуваш истото како и јас, почит кон она оствареното. Имам една желба да ти еден ден собереш сили и кажеш, добро, заради сите оние кои во изминативе години ме почитувале, ме сакале, ме туркале на било кој начин да го работам она што сум го работела, од време на време повторно и да запеам. Тогаш ќе исполниш и многу туѓи желби, сништа, и затоа тоа е моја молба, веројатно во име на многу на други. Потполно те разбирам и си во право. Затоа што сватив колку многу луѓето ме почитуваат и ме сакат и колку секојдневно добивам коментари од типот на вистина фалите на сцена, на вистина фалат ваши песни, ваш глас и така натаму и им благодарам, дефинитивно. Мислам, поголема гордост, нешто што си оставила за себе како еден огромен багаж е баш ова. Значи, признание од публиката, од луѓето кои што навистина те ценат, почитуваат и те сакат онака искрено, како што мислат. Секојдневно имам такви коментари и јас ти ветувам. Те држам за збор да знаеш. Знам дека ме Јавен држиш за збор, збор. јо. Да, ти ветувам дека јас повторно ќе настапам со некоја песна, баш заради таа публиката, за нивната искреност и за нешто за кое што и јас толку години сум вложила, сум живеела за нив. И јас и као Маријана и Росана и така натаму. Значи, ветувам, јас имам веќе една песна готова во моментот која што чекам да ја снимам за кратко време. Тоа ќе биде моја прва песна во животот посветена некому. Овој пат тоа ќе биде песна за нашиот брат Мирослав. Песната се вика Два животи. Аз се надевам дека и друга песна ќе уснимам. Но јас сум, како особа, сум премногу чувствителна и јас барам прв пат кога ќе слушнам песна, барам чувство. Барам некој нерв што мене ќе ме допре. Доколку јас не ја почувствам песната во истиот момент кога ја чујам, тоа не е песна за мене. Никогаш не сум сгрешила Немој до да ми се сега. расплачеш уште еднаш Никогаш. пред камера. Јас морам да ти се соблагодарам, иако знам дека ни една половина од она што требаше да ја кажам не беше кажано. Верувам. Ти благодарам што беше дел од оваа представа која се вика Бесоточка и ја има својата цел кон која се стреми и верувам ја исполнува. Да си ми жива и здрава. Дали би ми дозволил само една реченица да завршам. Значи, премногу ти благодарам прво што бев твоја гостинка и морам да бидам искрена, па кој како сака, нека го разбере тоа. Во животот, после толку години естрадно пеење, 30 и нешто години на оваа сцена, покрај толку гостување и емисии, во животот не сум била овака достојанствено дочекана и пречекана како од тебе и од твојата емисија. Ти благодарам од срце. Во име на целиот тим кој работи оваа програма, ти благодариме за убавите зборови. Секој добро. Фала. Бесоточка, Бесоточка. Бесоточка, Бесоточка.